убийства. Зајца Сотен, дали може тој град да води? Не смислам да се влади. Да, ајде. Да. Да ли овој ќе може да го знам? Јас сум. Две убиства на еден работа, еден не знам падеќи што е тоа. Во името на правдата го отварам денешното судење. Повелете, седнете ве, молам. Повелете, седнете. Сите ли се присутни? Застапникот на обвинението? Застапникот на одбраната? Сведоците? Да. Значи можеме да продолжиме. Нека дојде сведокот инженер Владимир Крстин Борски. Владимир Крстин Борски. Повелете ве, молам, пултот за сведоците е онаму. На. Земете му, генерали. Кажете ни кој сте, каде работите, година на раѓањето и другите лични податоци. Се викам Владимир Борски, инженер-архитект. Директор сум на Заводот за висока градба. Ви обрнувам внимание дека според член 395, став 1 и 2 од Законот за кривична постапка, вие сте должен да сведочите и при тоа да се држите до чистата вистина и само до чистата вистина. Последиците од лажен исказ ви се познати. Да. Тогаш кажете ни, што знаете вие за обвинетиот и за деликтот со кој го товари обвинението? Како мислите, општо? Не, конкретно, ве молам, конкретно. Судот го интересираат само фактите. Тој бе колега, нели? Да. Далеку помлад од вас, се разбира. Тој е обвинет за крупна работа, за крупно дело. Што мислите вие за тоа? Па затоа е формирана стручна комисија од инженери и универзитетски професори. Нивното мислење е покомпетентно од моето. Вие располагате со записникот. А што сте му вие на обвинетиот? Зет, кум, татко? Му бев само директор. А тогаш морате да знаете. Не смем да ви поставам директни прашања. Како што гледате десно од мене, обвинителот лево од браната, веднаш ќе протестира дека ви сугерирам одговор. Добро, тогаш е едно неутрално прашање. Што знаете вие за обвинетиот
и за уривањето на недовршениот хотел Сплендид на улицата Пастерова и Партизанска, при што загинале еден техничар и еден работник од вашето предпријатие. Обвинетиот Драшко, обвинетиот инженер Драшко Каровски, како службеник на заводот, во овие 4-5 години даде неколку одлични идејни решенија за реконструкција на одделни реони во градот и проекти за крупни објекти, како што е домот на новинарите, хотелот Партизанка, киното Парк и други. Работеше 4 години во научно-студиската група при заводот и веќе во самиот почеток стана шеф на таа група. Последнава година, односно од април минатата година, самиот лично изјави желба да помине во оперативата и почна да се занимава со директна изградба на објектите. Објектот Хотел Сплендид е негов прв потват од овој вид. Тоа е досега најкрупниот потват на вашиот завод. Да, луксузен угостителски објект од А категорија. Хотел Облакодер со 204 соби, со 12 апартмани, со неколку летни бавчи, тераси, со ресторани, салони за прием и така натака. Според предсметката требаше да чини околу 12 милиарди динари, што е за нашиве услови навистина редок настан. А зошто му го дадовте токму нему? Колегата Драшко се предложи сам. Тој беше автор на проектот. Чекайте, ве молам. Вие сте стручњак. Уште повеќе раководите стручњаци. Објаснете ни, може ли еден одличен студиски инженер да биде и одличен изведувач? Па, колегата Драшко е еден од оние... Јас не му можев да му доверам секаква работа. Ова не е сосема во... Да. Извинете, но тоа не е сосема во согласност со вашата изјава пред иследникот. Оде пишува дека обвинетиот инженер Каровски во последно време стана необично вообразен, дрзок, недисциплиниран, дека ви правел проблеми. Какви проблеми сте имале со него? Таа изјава ја повлекувам. Не е точно. Извинете, но вие сте ја подпишале. Тогаш бев бесен поради уривањето на објектот. И тоа го напишав во афект. Ме разбирате ли? Тој го доведе во прашање авторитетот на заводот. Во несреќата, еден техничар и еден работник ги загубија своите животи, а потем милионски штети. Јас не бев при себе кога побараа мислење од мене. А што да правиме? Сведокот го менува својот исказ. Да. Тогаш не е неточна само вашата изјава, туку е неточно и невистинито и сето она што сте го изјавиле во претходната постапка. Не сакам да му штетам на обвинетиот. Изјавата ја дадов во афективна состојба. Молам за тишина. Молам за тишина. Благодарам. Тоа е се. Има ли застапникот на обвинението прашање за сведокот? Повелете ве, молам. Да. Инженер Борски, кажете ни отворено, какви се вашите односи со обвинетиот? Како мислите? Го мразевте ли вие него или тој вас ве мразеше? А зашто ви е тоа?
Hotelот Splendid ne se urna pоради тоа што ние сме се мразеле, ниту поради тоа што сме се сакале. Како се однесувавте вие како директор и службеник? Мислам дека тоа е наша приватна работа. Секако, секако. Но понекогаш одговорноста на службеникот може да падне и врз раководителот. А овде, како што слушнавме, некои сведоци нафрлија дека вие сте го мразеле обвинетиот, дека сте му наместиле примка. Тоа е подло! Јас го примив Драшко уште од првиот ден како свој помал брат. Му дадов стан подобар од мојот. Уште во првите месеци го назначив за шеф на научно-студиската група со плата каква што вие никогаш не ќе имате. Драшко беше одличен работник. Ние соработувавме добро и живеевме добро. Тој беше чест гостин кај мене, а јас него го посетував. Никогаш јас не сум го мразел него. Напротив, му попуштав. Бев претерано добар. Молам за збор. Молам, повелете. Молам во записникот да се внесе и уште еднаш да се подлече последната реченица на сведокот. Сведокот бил чест гостин кај обвинетиот, бил претерано добар кон него. Му попуштал. Точно ли е тоа? Точно. Молам да се внесе во записникот дека сведокот бил претерано добар, чест гост. Може ли некој тоа да го докаже? Прашајте го него. Зборува ли сведокот вистина? Признавам. Молам за тишина. Благодарам. Немам повеќе прашања. Има збор од браната. Инженер Борски, вие туку што рековте дека не сте го мразеле обвинетиот. Дека напротив сте му попуштале. Сте биле претерано добар кон него. Точно. Тој го потврди тоа. Сакате ли да го прашате повторно? Прашајте го вие. Обвинет Каровски. Што ве праша пред малку сведокот? Точно ли се зборовите на сведокот? Да. А што ве праша тој? Што ве праша пред малку јавниот обвинител во врска со сведочењето на инженер Борски? Го молам судот да констатира дека обвинетиот не го следи процесов, дека е тотално одсутен. Па според тоа прашањето на колегата обвинител губи секакво значење. Констатацијата на одбраната судот ја прима како правилна. Потврдата на обвинетиот е произнесена механички и судот нема да ја зема предвид при оценката на доказниот материјал. Продолжите, ве молам. Обвинетиот дипломирал на Градежниот факултет во Љубљана на 28 ноември. А ваш службеник станал на 1 декември. Да. А 29 и 30 ноември се државни празници. Тие два дена никој во Југославија не ги работи. Како се случило тоа, тој да стане ваш службеник на 1 декември? Ние однапред знаевме дека Драшко ќе дипломира на 28 ноември. Не сте можеле да знаете дека ќе дипломира. Знаевме. Тој го заврши факултетот меѓу првите од својата генерација. Испитите ги даваше редовно. За секој положен испит не известуваше. И кога најави дека дипломскиот испит ќе го даде на 28 ноември, ние знаевме дека тогаш и ќе дипломира. И однапред му изготвивте решение. Да, со лично задоволство. А врз која правна основа? Извинете, јас не седам на параграфи. Освен тоа, неговите раце и неговиот мозок не се параграфи, туку жив организам. Тој е човек пред се.
Го молам судот да констатира дека обвинетиот е примен на служба пред да ги исполни сите нужни правни услови за тоа. Запишете. Вие пред малку рековте дека обвинетиот се го сакале како брат и дека сте му дале стан подобар од својот. Да. Противзаконски ли е тоа? Па видите, постојат непишани закони, сведок Борски, кои велат и ѓаволот ни е добар и драг пријател, но само ако имаме некаква полза од него. Ве молам. Дашко ми беше навистина приврзан, ние бевме пријатели и тој не е никаков злосторник. А сепак не му дадовте стипендија. Тој самиот не сакаше стипендија. Зошто? Прашајте го него. А се сеќавате ли за првиот конфликт помеѓу вас и обвинетиот? Тоа беше за стан, нели? Тоа не беше никаков конфликт. Јас го сакав како свој син, Драшко. А ке можете ли да ни ја реконструирате таа сцена? Приговарам. Приговорот се одбива. Бранителот има право да го реконструира случајот ако смета дека е од важност за судската постапка. Ве молам, продолжете. Тој не го реконструира деликтот, туку сцена од приватниот живот. А од правна гледна точка тоа... Јас го реконструирам токму деликтот, колега обвинителе. А тој е извршен пред правниот чин. А ке можете ли да се сетите што работевте тогаш? Кога беше тоа? Се ожених. Среќно? Сега имам проблеми. Треба да ми помогнете да испливам. За не? За Даница? Не ви е поволја? Зошто толку брзо се ожени, Драшко? Не разбирам. Зошто се ожених? Зашто толку брзо? Ти не ја познаваш таа девојка. А што ви пречи тоа вам? Зошто не праша некого? Може ќе чуеше некоја... Но, како да речам, некоја сосема непријатна вистина за неја. Дека е девојка од улица. Дека е сумнителна. Оставете ми го тоа мене, друга директоре. Заборавив да побарам стројници. А требаше. Иди другото извини. Но тогаш зашто ти ми ги донесуваш своите проблеми овде? Јас не сум компетентен да ги решавам семејните проблеми на моите службеници. Воопшто не се работи за тоа. Дојдов за работа која е исклучиво во ваша компетенција. Добро. Те слушам, Драшко. Ми рековте дека за 6 месеци ќе добијам стан. Дома ми е неиздржливо. Колку време ти си кај нас? Зар веќе поминаа 6 месеци? 6 месеци и 6 дена. Барам од вас затоа што домашните бараат од мене. Нашата зграда е готова, сега нема проблем. А зашто ми правиш компликации, Драшко? Знаеш дека се е однапред распределено. Немам стан за тебе. Притрпи се. Дојдов да се посоветувам со вас. Ми предлагаат подобра работа, подобар стан и подобра плата. Овде ми е добро, но ако до први не добијам стан, ќе морам да си одам. Станови немам и ти нема да си одиш. Станови има и јас ќе си одам ако не добијам. Доктор Кондарко е сам. Зошто му е трисобен стан? Остави го доктор Кондарко намира, човекот е универзитетски професор, а ти вчера излезе од студентските клуби. А не. Едно градежно предпријатие ми дава двојно повисока плата и стан. Не секам да си одам одавде, но мене ми требаат материјални услови за работа. Не претерувај. Драшко. Да сте вие на моје место, вие ни секунда не би останале овде. Па добро, зашто си ти толку нетрпелив? И самиот знаеш дека во градов има стотици лекари, инженери и позаслужни од тебе.
Па сепак, чека! Сит мисли на утре, а гладен на денес. Ме зачудуваш. Вие младите сте некако премногу разгалени. Што е тоа со вас? Разочарани, навредени од некоја ситница, тој гнев, како сами да барате причина да бидете такви. Кој не гладувал синко, зборува за глад и пред полна трпеза. Татко ти се мачил како грешен ѓавол цел живот. Слугувал. Работел за корка леп. И што спечалил? А ти сакаш се одеднаш. Јас не сум татко ми, ниту сум гневен и разочаран. Јас барам само 3 фиоки што се викаат современ стан. Го барам само она што ми е ветено и на кое имам право. Мене ми треба материјална слобода, за да можам да создавам. Ако ми дал мене материјална слобода. Јадев трева и пиев снег. И бев среќен да најдам камен за зглавје. Да можам да заспијам, без да платам со глава за тоа. Јасно сам чевли 2 броја поголеми, зашто нозеве ми измрзнаа заради твојава денешна материјална слобода. А ти сами ја знаеш дека твоја стан е сосема пристоен во споредба со она визба во која живеам јас, со жена и со 2 деца. Знаете што? Бев премногу млад за да ви се придружам во планините. Вие се вративте овде да им обезбедите иднина на вашите деца, а моите браќа загинаа и морам сам да се грижам за себе. Не сме ли квит? Ајде, ти имаш твоите 25 години, животот ти е допрва пред тебе. Вам ви се чини дека тоа е доста. Јас сакам да живеам и да создавам токму затоа што имам 25 години. Кога ти имам 70 професоре, нема да ми треба ништо. Фатете ме за нога и низврата. Нам една добра поговорка, колега. Не трчај преку мостот, до кој уште немаш дојдено. Ќе добијам ли стан или не? Седни! Седни. Ја се погодиме. Запани. И немој, брате, да пламнуваш. Ако немаш јаки вилици, не покажувај си ги забите. И бесните коњи се скротуваат со малечки узди, знаеш? Јас би можел да ја прифатам твојата оставка, твојот отказ, а потоа да ти кажам таква карактеристика за тебе, што ниедно градежно предпријатие нема да те земе ни за палир. Јасно? Друга директоре, одете вие по ѓаволите. Застани, будала! Молам до 1 јули да би се обезбеди 3-собен стан, инако си одам. Плашете ги вие врапците со вашите ждановски карактеристики. Не е ова 45-та! Тој ме фати со најчувствителниот аргумент. На професорот Кондарко навистина не му беше неопходен 3-собен стан. И тоа навистина не беше 45-та година. Освен тоа, градежната сезона беше во полн ек. Оперативата не можеше да чека. Инвеститорите застрашуваа со пенали. Во тие услови јас не можев да отпуштам таков стручњак. И тој ја исползува шансата. И на 25. јуни Драшко се усели во нов 3-собен стан. Да. Во станот на Кондарко. А не, тоа ќе имаше уште полоши последици. Јас се откажав од стан. А платата? Тој не постави услов за платата, но тој ќе дојдеш еден ден. Јас морав да се обезбедам на време. А тарифниот правилник не дозволуваше таков износ за еден инженер од научно-студиската група. Затоа јас го назначив него за шеф на таа група. Го корумпиравте, значи? Ма јас не сум педагог, туку директор на предпријатие што мора да биде рентабилно за да не пропадне. Драшко беше одличен стручњак и јас сакав да го задржам во заводот. Освен тоа, кога му го доверив објектот Хотел Сплендид, Драшко веќе имаше зад себе 5 години плодна работа. Успеси и само успеси. Објектот не се урна поради неговата неспособност. Туку?
Од секогаш сум ги сожалувал бранителите по службена должност. А сега гледам дека би требало да ги жалам нивните клиенти. Наместо да барате олеснителни факти, вие чепкате по... Го молам сведокот да не се впушта во приватни разговори со бранителот. Ве молам, одговорете на прашањето. Драшка, јас на вистина го сакав и го сакам. Моите односи спрема него имаат подлабоки корени. Тој мошне добро знаеше дека неговиот брат ми умре на моиве раце. Ова запишете ова изјава на сведокот. Но кога тој ме присили да му го дадам мојот стан, јас уште тогаш реков дека то нема да сврши добро. Нема. Драшко навистина беше одличен работник. Но материјалната слобода, другари, е прекрасна работа навистина. Но тоа може и да го награди човека. Таа може да градира во материјално изобилство, во кое почнува нагризувањето на моралните норми, а потем во материјален раскош кој води во морална катастрофа. Драшко навистина стана дрзок, своеглав, не слушаше. Ова мораше да му се случи. Благодарам. Нема повеќе прашања. Благодарам, сведок Борски. Повелете, седнете. Нека дојде сведокот Даница Каровска. Даница Каровска. Ве молам, сведок Каровска, застанете на пултот за сведоци. Кажете ни име, презиме, кога сте родена и другите лични податоци. Даница Каровска, по татко Шурланова. Родена сум во село Порек на 21. март 50-та година. Професија? Забар. Ви обрнувам внимание дека според член 395 став 1 и 2 од Законот за кривична постапка, вие сте должни да ја зборувате пред судот вистината и то само чистата вистина. Молам. Ќе ви поставам едно прашање. Ако не сакате, не морате да одговорите. Молам. Дали вашиот брак со обвинетиот произлегол од љубов или не? Нашиот брак? Да. Тоа беше една вечер. Седев на една маса во ресторанот Македонија во Сепарето. Чекайте, ве молам, чекайте. Одговарајте само со да или не. Молам. А сега ќе ви поставам уште едно прашање. Беше ли тој влюбен во други жени пред вас? Да, но кога ме сретна мене... Видете... Тишина, ве молам. Таа вечер во Македонија ние долго разговаравме. Потоа тој ме одведе на градилиштето и ми раскажуваше за некоја мала авантура. Благодарам, сведок Каровска, благодарам. А можете ли да си спомните за некој повод што привремено ги затемнил вашите брачни односи? Го разбравте ли прашањето? Не гледајте ме така. Треба да одговорите. Да? Ако не сакате, јас нема да инсистирам. Само треба да ви напомнам дека вашата биографија на судов му е добро позната. Смеам ли да прашам од каде? Од материјалите на претходната постапка, што на судов службено му се доставени. Сето тоа е лага. Молам, како? Сето тоа се глупости.
podli, zlobni, uličarski ozboruvanja. Čekajte, Trebalo neko i mene da me praša, može bi jasne što znam za Čekajte svoja me, biografija. molam, svedok Karovska, jas uopšte ne mislim na to. Znam jasna što mislite. Znam što mislati onije što v ovoj moment gi vpile očite vo mene. Se lažat. Jas nema ni sega da skršam noga za da me ostavat namira. Nema da isigo iskopam okota. Ja samo molam da ne im davat noze na nivните kривоноги лаги, зашто веќе доволно ги има околу мене. А сметате ли дека и некои од присутните, некои од сведоците, исто така се жртви на тие кривоноги лаги? Тоа се само прекупци. А жртвата? Жртвата е тука. Признајте отворено, сведок Каровска, вие ги мразите родителите на Драшко. Ги мразам. Го мразам и инженер-архитектот Владимир Крстин Борски. Затоа што поради тој стан крена цел заговор против Драшко. Го мразам и тој професор Кондарко, што како бездомна мачка се умилкува за да те гризне. Ги мразам старите на Драшко затоа што од првиот ден ме пречекаа со шлаканици и ми ги натоварија на грб сите светски гревови. Уште кога го пречекорив прагот на таа куќа, тоа беше како во куќата да влегол мртовец. Мразам многу работи во животот. Но има нешто што сакам. Ги сакам мојот маж и моите два сина. Молам за збор. Повелете. Сведокот пред малку рече дека со обвинетиот се запознала во ресторанот Македонија. Да. И дека потоа тој ја одвел на градилиште. Да. А дали некогаш друг пат ве одвел на некој од објектите што ги градел неговиот завод? Не. А дали сте помислиле зошто? Како можам да знам? Јас се трудев. Тој никогаш дома не зборуваше. Постојано од нешто беше незадоволен. Тој секогаш беше чист и испеглан сит. Благодарам. И вие тоа го наречувате љубов. Благодарам. Немам повеќе прашања. Молам. Ке мораме да се вратиме пак на деликатните теми. Мажот ви е обвинет за тешко дело. Обвинението, а и некои сведоци го товарат како асоцијален, безкарактерен, неодговорен и аморален човек. Јас нема да го побарам вашето мислење за тоа, затоа што вие сте негова сопруга и вашето мислење ќе биде пристрасно. Но одбраната мисли дека обвинетиот бил под депресија, морална и психичка, и тоа му го зема како олеснувачка околност. Што мислите вие за тоа? Ве молам, дали го разбравте прашањето? Разбрав. Тогаш ве молам, одговорете. Мојот маж е инженер. Да? Него го обвинуваат дека му се урнал хотелот. Јас мислам дека хотелот можел да се урне и да не бил Драшко под морална и психичка депресија. Но јас ве прашувам, ке пропадне ли државата ако се урне еден таков хотел? Драшко е добар работник, ќе заработи и ќе ја плати штетата. Ве молам, тишина. Благодарам. Има ли поротата прашања за сведокот? Обвинителот има ли прашања? Да, само едно прашање. Ве молам, одговарајте на прашањата од обвинителот. Молам. Повелете. Вие пред малку рековте дека објектот можел да се урне и да не бил обвинетиот во состојба на морална и психичка депресија. Мислите ли дека причините би можеле да бидат и од сосем друга природа? Јас мислам дека може. Например? Што знам? И други згради се уривале, па ние ќе ја платиме штетата и готово. Тишина! Молам, тишина! А кој ќе им ги врати животите на двајцата невино загинати работници? Кој ќе им ги врати хранителите на двете недолжни семејства? Благодарам. Одбраната има збор. Знаете ли дека за овој несреќен случај сте виновна и вие? Јас?
Ma, ajde me molam, jas. Той бил несреćен со вас. Вие сте го малтретирале него, неговите родители и... Приговарам. Одбраната го застрашува сведокот и му сугерира соучество. Приговорот е усвоен. Одбраната треба да поставува прашања, а не да сугерира заклучоци. Продолжите, ве молам. Јас ќе докажам пред овој суд дека обвинетиот бил потикнуван на злосторство, а дел од одговорноста паѓа и врз неговата сопруга. А немојте да правиме мелодрама, колега. Треба да го подсетам колегата обвинител дека 90% од судските процеси се посветени на дела чија основа е мелодрама. Слушајте, колега. Денес е веќе трет ден како не водите по врвици, што се ми се чини се цел самите за себе. Што сакате да докажете со тоа дека вашиот клиент не бил влюбен во собствената жена? Зар тоа не е смешно, колега? Дајте еднаш да го слушаме вашето пледоаје. Што копкате под облестите на обвинетиот, погледнете од која сакате страна. Доблеста е жртвување на себе си, а вашиот клиент е црн како ова врска што е носен. Денеска не носите црна врска, колега. Простате. Но ваша должност е да ја почитувате смислата на она што го зборувам. И не обидувајте се да бидете премногу духовит. Благодарам. Само заборавате дека она што го барате од другите е и ваша должност. Молам, колеги, не оддалечувајте се од предметот. Ја молам одбраната да продолжи со прашањата доколку ги има. Благодарам. Можете ли да си спомните за вечерта на 12 септември минатата година? Врнеше силен дожд. Таа вечер дошло до остра расправија помеѓу вас и родителите на мажот ви. Сте му кажале на мажот ви дека свекорот ве тепал, а тој бил принуден да ги напади од дома, така што родителите биле принудени да спијат кај некој од роднините. Од тогаш тие не се вратиле дома. Така ли? Не е така. Тие самите си отидоа по своја волја. Знаете ли дека за лажно сведочење исто така се одговара? Што е вистината? Јас не лажам. Од кога старите го напуштија вашиот стан, истата таа вечер, кај вас дошол во посета пријателот на вашиот маж, инженерот Борски. Од каков карактер била таа посета? Приговарам. Не приговарајте, колега. Сведокот може и да не одговори на тоа прашање. Не мора. Но јас ќе побарам реконструкција на истата таа вечер, кога обвинетиот се вратил дома порано од што бил очекуван. И сцената што е видел нема ни малку да и ласка незе, ниту... вистина! Тоа е лага. Тишина, ме молам. Тоа е гадно зборување на уличари. Не дозволувате, господјо, за тоа да побарам мислење од мажот ви, за кого што постојано тврдите дека толку безумно ве сакал. Молам, прашајте го. Драшко? Овинет Каровски, одговорете. Тоа беше Борски. Мојата жена лаже. Па не е вистина. Тоа се глупо. Ве молам, тишина! Не возбудувајте се, потребно е таа да го каже тоа. Но? Го молам судот да извлече заклучок. Немам повеќе прашања. Благодарам. Молам за збор. Благодарам, сведок Каровска. Можете да седнете. Повелете, Борски. Што сакате? Тоа бев јас. Но бев повикан. Во 11 часот ноќта по телефон бев викнат да дојдам. А кој ве викна? Таа. Но кога се врати Драшко, немаше никаква сцена што некому ќе му ласка или ќе го навреди. Зошто е викала таа? Јас премногу добро ја познавам другар бранител по службена должност, за да си дозволам сцена каква што очекувате вие. Кога веќе сте заборичкале таму, требало да прашате други, а не мене. Што знаете вие за мене? Кои се тие други што треба да плукаат на... Молам за тишина.
Ja со вас, немам што да разговарам, господјо, не. Благодарам, сведок Борски, можете да седнете. Каровска, повелете на пултот, ве молам. Сите вие мислите дека јас... Сите вие мислите дека сум сакала да бидам таква. Никогаш не сакав. Туку вие знаете да се пошегувате со нас. Први ни пеете песни, ни ги си минјате звездите. А потоа покажувате на нас со прст. Само Драшко беше чист спрема мене. Како можев да го заменам со друг? Благодарам. Немам повеќе што да кажам. Можете да седнете. Момент. Ако сакав да се бранам, јас се уште сум во состојба да си најдам адвокат. Го молам бранителот по службена должност да не се плетка во мојот приватен живот. Објектот Хотел Сплендид се урна и точка. Јас лично сум одговорен за причинетата штета. Го слушав обвинението и ја признавам мојата вина. Вие можете да признаете дека Иланскиот снег се стопил исклучиво по ваша вина. Но по одењето на вашите родители, вие сте заплакале. Обвинет Каровски, да или не? Без причина. Без причина човек може да се насмее, но да заплаче никогаш. Му ставам на располагање на судов уште еден корпус деликти за љубовта на сведокот кон нејзиниот сопруг. Нова банкова штедна книжка на име Даница Каровска за неполни 3 години внесени се вкупно 3 милиони динари. На 30 септември минатата година на оваа книжка се внесени исто така 350.000 динари. Му обрнувам внимание на судов дека на 30 септември рано изутрина обвинетиот беше притворен. Го прашувам сведокот, каде е книжката на обвинетиот? Тие се отворени во изден, на денот од првата годишнина од бракот. Еве ја таа книжка. Но таа е празна. Вие изгледа уживате да копате по туѓи рани. Ја вршам само својата службена должност. Ова е вашата прва одбрана. Да, почетник сум ако целите на тоа. И јас бев таков исти идеалист пред 5 години. Човек е првин блат и чесен, а потоа станува умен. Благодарам. И уверен сум дека се уште сте млад и чесен. Ве молам, одговорете му на сведокот. Што сакате од мене? Хотелот Сплендид не се урна затоа што мојата жена била глупава или умна, туку исклучиво по моја вина. Зошто правите комедии овде? За се сум виновен само јас. Зошто ете го завршите ова глупаво? Кој, што и зошто? Стрелајте ме! Обесете ме! Тукам на вашите бранители и обвинители! Обвинет инженер Каровски, ви го одземам зборот! Тоа ли е се што можете да сторите? Да, за жал само тоа. Но ќе ви речам уште нешто. Многу рано сте почнали да го кревате гласот на постарите од себе. Сгрешив! И ќе ја поднесам заслужената касна. Што сакате уште од мене? Зошто викате? Сакате ли уште еднаш овде пред овој собир да докажете дека дрскоста е маска зад која што се крие страшливец? Од што се плашите? Ги молам странките да не се удалечуваат од предметот и да барат збор! Што е ова овде, ве молам? Молам за збор. Што имате да кажете? Повелете. Си земам за право на судов да му оборна внимание на следново. Инвеститорот како оштетен побара од овој суд да установи кој е виновен за причинетата штета во износ од 12 милиарди динари. Штетата е предизвикана со уривање на недовршениот хотел Облакодер Сплендид на улиците Пастерова и Партизанска. Изведуваче Заводот за висока градба, а изградбата се одвивала според проектот и под директно раководство на обвинетиот.
Stručната комисија составена од инженери и професори на неколку југословенски универзитети по 2 месеци темелна анализа, значи екс официо утврди дека плановите и пресметките на целокупниот објект со сите негови детали се точни и дека до уривање дошло заради несолидната градба. Проверката покажа дека арматурата била непрописна, градежното железо неисправно, цементот и бетонот биле нечисти и подпросечни, двата столба што се урнале криви. Одговорниот инженер за овој објект е пред нас и тој е сепак толку чесен да ја признае својата вина. Сметам дека со тоа доказната постапка е завршена. Несватливо ми е денес овде само едно. Како може одбраната да оди по врвиците на приватно моралното, а да ја абстрахира фактичката положба? Зар заради семејните неуредности на одговорниот инженер, ин мајорем да и глоријам, ке заборавиме дека инвеститорот е оштетен со 12 милиарди динари? Зар ке заборавиме за двете невини жртви што падна под урнатините? Ја молам одбраната која толку тврдоглаво инсистира на расплинување на доказната постапка во мелодрамски екскурзии, да го изнесе својот став и своите интенции јасно, инаку ќе бидам принуден да побарам одлагање на судењево и примена на членот 278 од законот, според кој судскиот совет може да го отстрани бранителот, да му го одземе правото на одбрана и да повика друг бранител. Зашто ова е очигледно саботирање на процесов? Немам прашање за сведокот. Има ли застапникот на одбраната одговор на прашањето од обвинителот? Да, има. Имате збор. Урнатиот хотел е последица, колега обвинителе. А ние сме тука да ги пронајдеме причините. Располагам со факти што ќе видат од несомнена корист за донесување на праведна пресуда. И моја должност е тие факти да ги изнесам овде во полна светлина. Но моje право е тие факти да ги изнесам кога ќе сметам дека е време за тоа и дека најобјективно ќе влијаат. А тоа е и нормалниот пат на судската постапка. Благодарам. Нека дојде сведокот Борика Корда. Борика Корда! Борика Корда, градежен инженер, службеник на државните железници во дирекцијата Скопје, родена во 1945 година во Крањ, Горенјско, Словенија. Ви обрнувам внимание дека според член 395 став 1 и 2 од Законот за кривична постапка, вие сте должен да ја зборувате вистината и то само чистата вистина. Лажниот исказ исто така подлежи на кривична одговорност. Благодарам. Точно ли е дека обвинетиот по уривањето на хотелот дошол кај вас, тоест во вашиот стан и таму останал целото попладне? Да, и цела ноќ. Попладнето тука го виде и професорот Кондарко, а изутрината тука беше најден и од органите за внатрешни работи. А зошто дошол токму кај вас? Зошто не си одишол право дома? Јас не го прашав зошто. А што барал професорот Кондарко кај вас? Професорот Кондарко е мој драг гостин и јас секогаш го примам со задоволство. А вие сте многу деликатна, инженер Корда. Добро. Добро, сметате ли дека имаат основа тврдењата на некои сведоци дека професорот Кондарко бил лицемерен и дека му помагал на директорот на заводот, инженерот Борски, да го запусти обвинетиот? Немам такво мислење за тоа. Добро, благодарам. Има ли застапникот на обвинението прашања за сведок? Повелете ви му. Ви се обрнувам како на специјалист, сведок Корда. Што знаете за настанот што се случил на 29. септември минатата година?
Нема потреба да иронизирате. Мојата специјалност се железничките јазли, железничките линии и мостоградбата. Само здравиот резон ми вели дека Драшко не можел да изврши никаков свесен престап. А сепак го извршил. И тоа повеќекратно. Дозволил да му се урне скап објект, при што загинале двајца невини луѓе, а истиот ден извршил и морален престап. Ја изневерил законитата сопруга. Вашите лични предположби се ваша лична работа. Не го признавате ни последното? Јас да признам. Не би е познато дека Драшко ја изневерил својата сопруга. Кој адвокат ве научил толку невешто да ги одречувате општо познатите факти? Драшко го познавам од пред 10 години. На факултетот го викавме Карузо. Не смеете се, и вие сте биле студент. Драшко пееше добро и често. Пееше онака за себе, како Славејот што пее во грмушките ружи крај реката. Да, и чавката често мисли дека е Славе кога е крај ружи. Благодарам за комплиментот, само што тој не беше чавка, ниту беше меѓу ружи. Дозволувате да продолжам? Повелете. Драшко беше добар студент, макар што ретко имаше книги. Целите студии ги помина со цирклите што ги позајмуваше од мене. Туш и хартија купуваше од сопствената заработувачка, тој како член на студентскиот сервис разнесуваше млеко и весници во Љубљана. Знаевме дека татко му е сиромашен прислужник во банката и дека имал уште 2 сина и ќерка. Ќерката загинала при некое ноќно бомбардирање 41-та, а синовите ги дадоа своите животи за слободата. Едниот 41-та на улиците на овој град, а вториот 45-та на Сремскиот фронт. Простете, кажете ни го заклучокот од тој увод. Заклучокот донесете го вие. Што бараше Драшко на 29 септември минатата година кај вас? Секогаш кога му беше тешко, тој доаѓаше кај мене. Како кај колега, пријателка или што? Како кај сестра. Тишина. Ако немате ништо против, раскажете ни ја таа средба и разговорот што сте го воделе при тоа. Тешко ми е да си спомнам. Скоро цела година помина од тој ден. Се сеќавам дека на 29 септември целото попладне бев дома сама. Да... Драшко, што се случило? Задушно е. Целово попладне читам, заборавив да проветрам. Да отворам? Немој. Градот е полн со прав. Живееме во најнечистиот и најшумниот град во Југославија. Се урива, се копа, се гради. И уште 50 години ќе голтаме прав и ќе прескакаме урнатини. Што е? Да не си наумил да бегаш нека? На студии беше ѓаволче. А сега гледам дека од ѓаволчето пораснал ѓавол. Немам никого, Борика. А сега се губам и себе си. Ајде, Хамлет. Нека биде убаво кога ја пеам последната песна. Нека биде ден. Сакам со обете нозе да стојам и да пеам. Сакам со отворени очи да гледам горе и да пеам. Сакам ветровите да ми го обвијат телото, сакам сонце да ме облева и целиот свет да пее со мене.
Neka биде убаво кога ќе ме убиеш од ти што ја даваш светлината. Нека биде ден кога ја пеем последната песна. Пристојно. Ти си стручњак за нискоградба, Борика. Кажи ми, какви биле римските патишта? Широки, поплочени со првокласен гранит. Сега се во кал. Што се случило сега? Јас бев човек. Сега сум кал. Сторих повеќе од што е потребно за беселка. Уништив еден човек. Драшко. Ми се згади од него. Ми стана несносен. Го намразив. И го убив гадот. Драшко, што се случило? Што зборуваш ти? Се убив себе си. Добро вечер. Простете што влегувам вака, Борика. Драшко, твојот објект пред еден час се урна. Знам, професоре. Па, треба да одиш таму. Формирана е комисија во заводот. Зар вие, професоре, не сте во таа комисија? Сум. Но колегата Борски е бесен. Се плашам дека ќе влијае врз комисијата. Веќе се слушаат заклучоци што ни малку не се во твоја полза. Не ќе е лошо да бидеш таму. Докторе Кондарко, кога веќе влеговте без чукање, дозволете ми да бидам вулгарен. Одете си, бе, мало. Сакам да се простам со Борика пред да ме затворат. Грешиш, момче. Грешиш. Тоа беше разговорот што го водевме со Драшко пред да го затворат. Доктор Кондарко се разбира се навреди. Тој дојде со најдобра намера, но пред да влезе кај мене слушнал машки глас и го чул она уништив еден човек, го убив гадот. Тој ја отвори вратата токму во моментот кога Драшко релативно потивко рече дека се убил себе си и таа негова реплика не ја слушнал. Навреден и под влијание на случајно слушнатото, тој погрешно го разбрал и тоа за проштавањето со мене. Кога си отиде обвинетиот од кај вас? Драшко, тој остана целото попладне кај мене. Спиеше кај мене. Како кај сестра се разбира. Тишина, ве молам. Да, се разбира. На Драшко му беше тешко, беше очаен, изгубен. Не го пуштив јас. Вие сте премногу сентиментална, инженер Корда, за да го сметам вашиот исказ за непристрасен. Добрината секогаш ја сметаме како должност на другиот. Ова не е опера, туку суд. А во судот не тешат како во некои еднособни станови. Такви се законите, да простите. Благодарам. Судот ќе извлече заклучок од вашето сведочење. Момент. Одбраната има збор. Простете, другарке Корда, јас знам дека вие ја кажавте вистината. Но зошто ја прекинавте сцената веднаш по излегувањето на професорот Кондарко? На тамошниот разговор не е суштествен и не е во директна врска со предметот. Напротив, тоа е во уште потесна врска со предметот. А обвинетиот е ваш врсник, нели? Да. Вие се познавате уште од студентските денови, од работните акции, па се до неговото доаѓање во Скопје. Да. А во Скопје дојдовте и вие по него. Па тоа сепак не значи дека ноќта помеѓу 29 и 30 септември тој ја преспал во ист кревет со мене. Па се разбира дека не значи... Тишина, ве молам. Но може да значи дека вие во него сте влюбена и тоа од кога знаете за љубов па се до денеска. Дали некогаш сте му рекле, некогаш кога и да е, дека го сакате?
Не. А тој вам? Не. Па самите рековте дека за време на студиите сте му помагали на Драшко. Па сега е моментот да му дадете решителна помош. Мајде ве, молам, заборавете на малограѓанското стеснување и признајте дека вечерта помеѓу 29 и 30 септември не заспавте цела ноќ. Не заспавме обајцата. Разговаравме. Можете ли да сватите дека еден млад човек и млада жена можат да останат сами цела ноќ во една соба без да сторат ништо инкриминирано? Кога ви ке влековте без чукање, дозволете ми да бидам вулгарен. Одете си, ве молам. Сакам да се простам со Борика пред да ме затворат. Грешиш, момче. Грешиш. Подобро ќе беше да се прости со женати, а не... Драшко, речи ми те молам што се случило. Лигав, полжав, гази преку едно цвете. Не си прав. Професорот Кондарко му е другар на татко ми. Тоа не го реков за него, девојко. Тоа е само една мала кукла на мојот директор. Тоа го реков за мене. И за мене. Борика, Да. никогаш не сум ти кажал, а постојано мислам на тоа. На што? Зошто ти свети така косата? Како? Како метал, како челик. Како е пак сега тоа градежничко ласкање? И виткава си како змија. Очите ти се кристално црни и влажни. И светликави. Зошто си секогаш тажна? Тоа веќе не го разбира. Се спомнуваш ли кога се капевме на изворите на Лјубљаница? Кога излегувавме од чистото врело? Водата ти се сливаше низ кожата и таа светеше на сонцето како рубин. Кога лежеше на песокот, ти постојано ги држеше очите затворени. Се сеќаваш ли? Да. Јас бев налатен покрај тебе и ти гледав постојано во усните. Усните ти беа како млад црвен цвет, уште неотворен. Требаше само да го допрам, за да расцвета. Зошто не го сторив тоа? Зошто? Не си се изменила. Усните ти се уште такви. Драшко, молчи. Зошто го стори тоа, Драшко? Што, Борика? Од што си незадоволен? Против кого се бунтуваш? Што сакаш, биди во својата должност, но биди најдобар. Или не биди ништо. Се спомнуваш ли? Ти ми го рече тоа. Сентиментално, нели? Женски. Ти ги сакаш само светлите, нежните изреки. А во животот тоа испаѓа поинаку. Ете, не успеав да бидам најдобар. Што изигруваш ти, Диоген? Диоген. Диоген го барал човекот надвор од себе. А јас се обидов да го најдам овде, во мене. Не го најдов.
Što ti nedostiga tebe, Draško? Ке ти кажам, прашај ги луѓето, Борика. Прашај ги другарите, пријателите. Прашај се себе си. Каде е единствениот човек што е задоволен од себе си? Сите нешто бараат. На сите нешто им недостасува. Трчаат. Измислуваат 1000 начини да ги решат своите проблеми. Јас имам се. Имав и премногу. Луѓето ми завидуваа. Ми завидуваа на големиот удобен стан од кој ги истарав собствените родители. На прекрасната вила со базен во кој се капе не знам кој. На мерцедесот со кој се вози жена ми. Со не знам кој и не знам каде. На големиот телевизор во боја што им служи на соседите. На телефонот што ми ги кине нервите. На црниот костум, на белиот костум, на машинката за бричење ми завидуваа. Простино, на човека еден ден ќе му преврија и тогаш му е доста. Тоа е се. Смешно. Зошто? Мене дори сега ми е кристално јасно дека човек цел живот прави само глупави компромиси. Со кого, Драшко? Со кого? Со директорот, со јавното мислење, со љубовта, со родителите, со пријателите, со милиардите, со се. Јас не можев да видам медиокритет, Борика. Си спомнуваш ли? Јас. Што очекуваш ти од луѓето, Драшко? Ти не само што живееш за себе се, туку бараш и другите да живеат за тебе. А ти толку шум, толку прав крена околу таа твоја материјална слобода. Ете ти ја имаш, биди среќен и создавај, а ти плачеш. Што требаше да сторам? На кој начин да се бунтувам? Против кого, Драшко? Човеку, компромис ти е името. Ти не направи ниту еден компромис, драги мој. А ти требаше толку малку. Требаше само еден чекор да се оделиш од себе си, за да видиш дека меѓу ружите, освен трње, има и ружи. Драшко за милиарди се оди на суд. Што ќе им речеш таму? Дека ти завидувале на телефонот? Ке барам најстрога казна. И потоа? Јас ништо нечесно не мислев. Требаше само еден ден да живееш за другите. Само еден ден. Ти бараше тебе да те сакаат, а ти самиот никого не сакаше. Сакав. Кого? Себе си? Тебе. Ти? Да. Затоа... Извини, но затоа ме предпостави пред една... Речи слободно. Жена од улица. Бев идеалист. Сакав да ја спасам, сакав да направам човек од неја. Тија крена таа девојка туку речи од калта и таа ти роди 2 сина. Подвиг достоен за почет. Но не е ли подло... Дозволи ми да разговараме како пријатели. Не е ли неморално тоа да се ожениш за девојка што не ја сакаш? Во животот направи само една подлост, Борика. Подлост према тебе. 5 години те сакав. 5 години бевме заедно и јас мислам дека и ти не беше рамнодушна кон мене. Потоа јас дипломирав, од испитот отидов право на станица. Ти успеа само да ми мавнеш со раката, а од едента јас бев 1000 километри далеко од тебе. По 6 месеци ти дојде, а јас бев веќе оженет. Смешно. Колку е жално тоа што го зборуваш, Драшко. Зошто? Не сум единствениот што сакал една, а се оженил за друга. Благодарам.
Имате ли уште нешто да додадете на вашето сведочење? Благодарам. Моите заклучоци од ова сведочење ќе му ги соопштам на судот во заклучниот збор. Благодарам, сведок Корда. Слободно сте. Последен сведок на судењето е професорот доктор Алексеј Кондарко. Нека дојде. Алексеј Кондарко! Ве молам, кажете му ги на судскиот писар вашите лични податоци. Доктор Алексеј Кондарко, универзитетски професор. Роден во 1905 година во Харков, Украина. Инженер архитект. По националност украинец со југословенско државјанство. Да. Советник во Заводот за висока градба. Да. Ви обрнувам внимание дека според член 395 став 1 и 2 од Законот за кривична постапка, вие сте должен да ја зборувате вистината. И то само чистата вистина. Лажниот исказ исто така и казниво кривично дело. Кажете ни, професоре, што мислите вие како експерт за уривањето на хотелот Сплендид? Некој рекол лумно. Во големите искушенија се гледа херојската црта на еден народ. Во мирните времења неговата смисла за култура и цивилизација. Сакам да кажам, овде му судите на еден одличен стручњак. Јас бев многу среќен од секој негов успех. Тоа е наш Корбизје со фантастични перспективи. Човек на иднината. Тој треба на оваа земја. Такви луѓе се ретки. Точно ли е дека обвинетиот сам барал да биде преместен во оперативата? Точно, јас бев присатен кога Драшко изјави во канцеларијата на директорот. Да, а ги знаете ли мотивите на таа негова желба? Младост. Младо вино. Кој не знае што е младо вино, нема да разбере. Кога ќе проврие, тоа вино ќе зборува на 16 јазици. Благодарам, професоре, благодарам. А сега ве молам, кажете ни, како експерт, што мислите вие за уривањето на хотелот Сплендид? Колегата Борика Корда изнесе во комисијата дека штетата е околу 1,120 милиони. Тоа е точно. Пресметките се завршени вчера. Објектот се урнал по проценка на стручната комисија заради грешки во изградбата. Како што протолкува господин обвинителот, неисправна арматура, непрописен бетон, слабо шалување од кое се добиле 2 искривени столба. Тоа е невнимание. Ние имаме се уште неквалификувана работна рака. Ке се свртиш и зад тебе засипале со бетон искривени шипки во арматурата. Но затоа постои контрола, доктор. Имате цела војска палири, техничари, надзорници што добиваат плата само за надлезување. Тоа е точно, но овде контролата била слаба. А кој е виновен во последна инстанца за тоа, бе молам? Па, во последна инстанца главниот инженер. Благодарам, професоре, благодарам. А сакате уште нешто да додадете? Сакам да повторам. Овде и судите на една младост. 40 години сум инженер, но овој човек треба да го чувате. Тоа се златни раце. Јас ве молам, оставете го минатото. Минатото е крадец што не може ништо да даде.
a може да ја украде убавата иднина. Чувајте ја иднината. Има ли застапникот на обвинението прашање за сведокот? Не. Одбраната? Нема прашање. Благодарам, професоре, слободен сте. Благодарам. Обвинет Драшко Каровски, инженер, архитект, роден во 1945 година во Скопје, неосудуван. Станете. Имате ли да кажете нешто во своја одбрана? Не, немам. Во почетокот на седницата јас ви напомнав дека според член 296 од Законот за кривична постапка, вие како субјекти и процесуална странка во постапката имате право да изнесувате факти, докази во своја одбрана и објаснувања за сите докази што беа наведени на процесов. Ве молам, изјаснете се и изнесете се што мислите и што сакате во своја одбрана. Ве предупредувам дека со тоа молчење сами оцелишувате од вашето право на одбрана и изнесување факти и докази во своја полза. Според член 299 став 2 и 3, кој ме овластува да го прочитам записникот од претходната постапка, постапувам. Исказот на обвинетиот гласи: Не е потребно. Признавам. Според исказите на сведоците, судот утврдува дека не сте имале причини делото да го извршите свесно, што може да се земе како една од олеснителните околности. Но како инженер изведувач, директно сте одговорен за градбата и судот ќе донесе објективна пресуда врз основа на постојните позитивни закони. Имате ли нешто во своја одбрана? Не, немам. Како талентиран стручњак, во својата 5-годишна практика сте покажале успеси на кои може секој да ви позавиди. Во јавноста се ценет инженер, во предпријатието се ценет и почитуван трудбеник. Според тоа, не постоел судир помеѓу вас и работодателот, не постоел судир помеѓу вас и општеството, а семејните и личните грижи во крајна консеквенца не смеат да влијат врз вашите обврски кон заедницата. Имате ли забелешки на овие констатации? Нема. Според тоа, признавате ли дека сте одговорен... Признавам. Чекайте, ви се молам, немојте да брзете. Ако судот установи дека сте вие виновен за уривањето на објектот, тогаш автоматски ќе бидете одговорен и за смртта на двајцата загинати по турнатините. Сеедно. А тогаш ќе морате да им платите оштета на семејството од загинатите. Јас го имам само мојот живот. Извинете, но судот не мисли така. Според записникот, вие сте собственик на вила со базен, раскошен стан, автомобил, телевизор, 2 фрижидера, раскошна покуќина и така натаму, ве молам. Сето тоа е безвредно и нема да ви ги врати луѓето. Обидете се, ви се молам да зборувате малку појасно. Мене и самиот не ми е јасно. Извинете, но ова не е филозофска трибина, туку суд, а судот е за тоа да ги штити интересите на оштетената заедница или личност. Јас сум исто така дел од таа заедница и личност. Во својство на обвинет. Не барам никаква милост. Судот ќе ви изрече справедлива казна. Казната никогаш не може да биде справедлива. Што мислите да кажете со тоа, ви се молам? Не знам, мислам дека нема да бидете справедливи ако двајцата невино загинати луѓе ми ги наплатите со пописот на автомобилот и фрижидерите. А имате ли вие некаков подобар предлог? Нема. Му давам збор на јавниот обвинител. Го разбравте ли обвинителниот акт?
Службата ми налага да дадам правна квалификација за деликтот и вистината за вас да ја сообразам со законските прописи. Можете ли на некого или на нешто да се пожалите? Јас сум се уште жив. Не иронизирајте. Не можете да тврдите дека лошо сте живееле. Јас уште ќе живеам. Јавноста ќе ви даде заслужено признание. Оставете јавноста на мира, ви се молам. Ако барав признание, ги имав и премногу. А ќе тврдите ли дека токму затоа сте биле несреќен? Токму затоа. Токму затоа што сте имале се во најубавите години од вашиот живот. Токму затоа. Оригинално. Да, оригинално и по ваше мислење среќни се само оние што немаат. Оние што се уште принудени да живеат во визба, што имат полна куќа деца и плата 2 пати помало од вашата. И од вашата. Извинете, ви се молам, но јас овде не сум обвинет. Продолжете, ве молам. Се откажувам од моето последно прашање. Смешно. Ма што ви е смешно? Зошто молчите? Зошто не одговорите на прашањето? Сакате да предизвикате солзи кај публиката? Зошто не одговарате за делото кога сте имале смелости да го сторите? Зошто се нервирате вие? Ја себе одговарам за делот што сум го сторил. Молам за збор. Сака ли јавниот обвинител да му даде збор на застапникот од одбраната? Не. Жалам, немате збор. Го признавате ли злосторството? Го признам веќе 50 пати. Ја признавам својата вина и ќе ги сносам последиците. Зошто се вртите во круг? На тоа прашање нека ви одговори одбраната. Благодарам, нема повеќе прашања. Има збор одбраната. Немам прашање. Немам. Молам? Како? Немам прашање. Немам прашања за обвинетиот. Знаете ли дека ќе бидете казнет? Казната секогаш е заемен договор меѓу казнувачот и казнетиот. Јас себе се казнив со самиот акт на стореното дело. Не дело. Како што сакате. Преминете на предметот и завршете еднаш оваа комедија. Јас имам син колку вас. Се радувам што не е толку дрзок и тврдоглав. Овде во салонот се вашите другари, пријатели, роднини, овде е вашата сопруга. А за вас изгледа најважно е тоа што поскоро да завршиме, нели? Да, ако немате против. Па да ви кажам право, и мене ми се брза. Имам 64 години, гладен сум, изморен. Но во прашање еден живот, една иднина. Го слушнавте ли стариот професор? Ве нарече Корбизие, човек на иднината. А што ќе стане со вас ако ве осудиме на 10 години? А? Вие сте потребен на заедницата. Како што видовте, таа може без вас, но вие без нея не можете. А вие уште изигрувате навреден човек. Седнете. Му давам збор на застапникот на обвиненијето. Почитуван суде, во името на правдата го обвинувам субјектот што стои пред вас за злосторство против народниот имот, со што е предизвикана и смрт на двајца невини луѓе. Деликтот овде беше непобитно докажан. Може би е ова еден од ретките случаи во судската практика кога и одбраната, не заради својата невештина и неспособност, туку тргајки по логичкиот пад на доказната постапка, пред судов изнесе низа факти што навистина ја отежнуваат положбата на обвинетиот. Но затоа злосторството го покажуваат во неговата вистинска светлина. И без итрини што често ја замагуваат вистината,
го откриваат нејзиното величествено и чисто лице. Овде многу пати беше речено дека обвинетиот е интелигентен, способен стручњак, што брзо и лесно си направил кариера и обштествен углед. Јас ке додадам дека таа кариера и тој обштествен углед обвинетиот знаел најпрактично да ги исползува. И повеќе од тоа, злоупотребувајќи ја на секој можен начин конјунктурата, што во крајна линија е последица од долгото полуколонијално минато на нашата земја и од неодамнешната тешка војна, криејќи се зад фразите за материјална слобода, тој ги спротивставил интересите своји лични на интересите на заедницата и без никакви скрупули, без никакви граѓански обзири, без никакво морално достоинство, тој се спуштил на нивото на анархоиден саможивец и егоист. Наполно ги уважувам напорите на одбраната да докаже дека во случајот се работи за слаб карактер, за човек со недооформени сваќања за нормите и принципите во комуникациите меѓу луѓето и на релацијата личност заедница. Но, ова не е филозофска трибина, ниту опера, ова е суд. За судот не е важно дали обвинетиот бил интровертен или екстровертен тип, туку она што во сите юрисдикции е почеток и крај, неговиот алиби и расположивите корпус деликти. Од сведочењето на инженер Борски се уверивме дека нашиот прекрасен младич дури и не поцрвенел кога злоупотребувајќи ја смртта на своите браќа, го принудил директорот и првиот другар на брат му да му го отстапи собствениот стан, истакнувајќи ја притоа најбезобразно својата материјална слобода. А од сведочењето на инженер Корда се уверивме дека таа материјална слобода во него не раѓа желба за создавање и ставање на своите сили во полза на општи културни придобивки на заедницата, туку напротив, апетити за материјално изобилство, материјален раскош, што неминовно довело до морална катастрофа на веќе декласираната асоцијална личност. Јас сега не знам зашто си спомнувам за една стара поговорка. Кога е некој ситен и мал по дух, своите достоинства ги удира на најголемот звон. Понатаму, стручната експертиза ја докажа, а обвинетиот ја призна одговорноста за стореното недело, и тоа во установената судска практика за него е една олеснителна околност. Меѓутоа, да не заборавиме дека понекогаш и признанието е добра итрина. Уште старата кинеска мудрост има речено: кој на злосторникот му проштава, злосторството го помага со тоа. Затоа, и во името на амблемот што стои овде над судскиот совет, апелирам за најстрога правда, за најстрога и најправедна казна. Благодарам. Му давам збор на застапникот на одбраната. Почитуван суде, главната личност на овој процес, како што констатиравме сите, е одличен стручњак, какви што немаме премногу. Тој денеска има неполни 30 години, а тоа е, ке признаете, времето кога човек е полн со творечки сили, кога во себе ги чувствува најшироките субјективни можности да создава, да освојува, да ја афирмира својата личност и се разбира на заедницата да ја го даде полниот продукт на секој свој нерв, на секоја своја мозочна клетка. Тоа е период на најизразит емотивен расцвет на човековиот идеал. И што се случува? Нашиот Иден Корбизје, нашиот 30 годишен младич,
зачудувачки доследно го потврдува најголемиот парадокс на човековата природа. Големите несреќи ги сносиме молкум и трпеливо, а само ситниците не разбеснуваат. Го молам колегата обвинител да ми прости, но човек што сам со своите раце и нозе, со својот ум и труд, успеал да исплива пред сите од својата генерација. Човек кому му симнуваат шапка искусни стручњаци, како што е професор Кондарко. На таквиот човек воопшто не му е потребно своите доблести да ги удира на големи звона. Со оглед на неговата младост, најлогично ќе беше овде да го видиме изроден во тип кому што неговата кариера и неговиот живот му го свртиле умот. Логично ќе беше исто така да го видиме изобличен во чудовиште што јури со својот автомобил низ нашите улици и сее зло. Ништо од сето тоа. Констатиравме само еден здрав, витален младешки занес. Констатиравме една креативна екзалтација, па ако сакате дури и идеализам. На таквиот човек му требаше само една цврста рака што ќе го води и што ќе го пази од нашето човечко несовршенство. А каде беше таа нужна цврста рака? Неговиот до солзи чист, неговиот по форма може би романтичен, но во суштина возбудливо чесен гест да се ожени за една инкриминирана девојка, еднодушно драконски беше нападнат уште на првиот свадбен ручек, пред се од страна на родителите, подоцна од страна на неговите пријатели, а и од страна на неговите учители. Понатаму, истата таа жена, недорасната да ја свати суштински својата положба, со фатален егоизам ги напаѓа родителите на обвинетиот, на кој единствената радост и надеж им е тој. А обвинетиот пак, за да го зачува семејството, принуден е да ги жртвува родителите. Таа жртва, подпомогната со сомнежот во честноста на собствената жена, е прва шлаканица за идеалот. Наместо рака за помош во деновите на првите успеси и првите материјални проблеми за нормални творечки услови, се прави драма. Директорот му ги покажува забите, а учителот го советува да се откаже од честноста и да стане хипокрит. А зар тоа не е копање на јазна недоверба? Наместо рака за помош, тоа беше уште една рака што несреќата скоро зајака ја доведе овде, пред нас, во судов. Колега, обвинителе, вие сте во право. За судов не е суштествено дали обвинетиот е интровертен или екстравертен карактер. Туку неговиот алиби и расположивите корпус деликти. Но тоа не е се. Тоа не може да биде во юрисдикцијата. Никој од нас, а ако сакате и во овој момент, не е ослободен од одговорноста пред општеството за секој свој чекор, за секој свој акт. Затоа, дозволете ми да употребам една можеби сосема случајна мисла на обвинетиот. Казната понекогаш може да биде навистина претходен договор помеѓу казнетиот и казнувачот. Судот не смее да ја прифати таа улога во рацете на обвинетиот да стане орудие со кое тој самиот ќе се казни и ќе ги прекини своите душевни страдања. Почитуван суде, сите ја знаеме легендата за Диоген, кој среде бел ден одел со запален фенер низ улиците, барајќи го човекот.
Неговиот парадокс е во тоа што само себе си се сметал за човек и надвор од себе ја барал потврдата за собственото постоење. Овој пат парадоксот е во тоа што Диоген го барал човекот во себе и барајќи го се загубил во лавиринтот на собственото јас. Тоа е неговата кауза sine qua non. Тоа е сплетот причини без кои не ќе се случеше несреќата. Натаму е јасно. Што му предлагате на судов? Ослободување. Ослободување на обвинетиот секако. Па погледнете го. Тој не зборува. Но зар не ја чувствувате неговата мисла? Не повторувајте ја мојата грешка. И ние да не ги повторуваме нашите грешки. Благодарам. Благодарам. Објавувам дека со тоа судската постапка е завршена. Судот се повлекува на заседание. Пресудата ќе биде соопштена утре во 10 часот предпладне. Благодарам. Одведете го обвинетиот. Кој на злосторникот му проштава, злосторството го помага со тоа. Но никој не е над обврските, но никој не е над одговорноста и никој не е над соучесништво пред општеството на кое му припаѓа. Затоа во неговата вина побарајте ја и својата, особено вие што сведочевте денеска. Избегајте што поскоро од затворот на своето јас. Одделете се макар на чекор од себе си и ќе видите во ружите, освен трње, има и ружи. Овде видовте човек што се обидел да заборави на животот како на лош другар. Побарајте го во себе и судете му строго и праведно.